За 3 години видовме сите што значи да се гради по план. Патишта, инфраструктура и капитални објекти кои за луѓето живот значат од една страна. И барок, стиропор и провизии од другата страна. Патишта изградени во времето на Тито, за време на бивша Југославија, беа заборавени десетици и десетици години и оставени да се распраѓаат пред очите на народот. Ние тоа го запревме. Еве ме денеска во Прилеп, на патот до Вештачкото езеро, област која е особено важна за прилепчани. Знам дека нема прилепчанец што не поминал десетици, стотици пати на овој пат. И затоа сум особено горд што нашата одговорна власт го реконструираше со нов асфалт патот до Прилепското езеро. Ова е прв пат да се реконструира овој пат, изграден уште од времето на Тито и бивша СФРЈ. Ние реконструиравме инфраструктурата што цели 5 децении стоеше недопрена и оставена во заборав на режимот. Дека градиме по план за денес и за утре говори и овој капитален проект позади мене. Изградивме модерен, функционален ИКТ центар за потребите на Министерството за внатрешни работи. Ова е значаен капитален објект од важност за целата држава, лоциран токму овде во нашиот Прилеп. Овој проект, финансиран од нашите партнери од Европската Унија и државни пари, е значаен за безбедноста, за зачувување на интересите на граѓаните и интересите на Република Северна Македонија, бидејќи и во случаи на катастрофи, дигиталните податоци ќе може да се зачуваат тука и системот да функционира без проблеми. Сериозни зафати се изведени и на самото Вештачко езеро, каде се реконструира и се прави реконструкција на темелниот испуст на браната, кој не бил променет уште од 60-тите години на минатиот век. Се решава деценијски проблем на земјоделците од овој регион. Сега земјоделците во Прилеп и Прилепско имаат доволни количини на вода за наводнување на земјоделските површини. Почитувани, овде во Прилеп, но и низ целата држава, на дело ја гледаме посветеноста на СДСМ да ги решава деценијските проблеми, да го напредува квалитетот на живот за сите граѓани. За разлика од ВМРО ДПМН, кои нудат единствено обнова на режимот, ние носиме одлуки и решенија во интерес на граѓаните и државата. Затоа нема сомнеш дека на 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжиме по правиот пат и нема да дозволат обнова на режимот. На 15 јули бираме обнова на патишта, обнова на инфраструктура, обнова на сите капитални проекти кои што се останати, но и изградба на инфраструктура, на патишта, водоводи, канализации, гасификации и секој вид на друга инфраструктура, а не обнова на режимот.